Добро дојдовте во ОРО, во епизода на Намерно спонтано. Причина што сте овде е вашата нова представа како ќе го делиме мачорот на сцената на Театар за деца и младинци. И па ајде малку за таа представа. Представата обработува тема развод како појава во општеството, што се почесто и почесто се случува, и сите згоди и незгоди што произлегуваат од тоа. Ајде прво екипата, кој се освен вас тука беше вклучен во правењето на ова представа, да ги спомнеме тие што не се тука. Кој е одговорен за сите што не се тука? Значи, режисер на представата е Јане Спасик, тој го напиша и текстот. Мислам, направи драматизација беше инспириран од романот на Џуди Блум, кој се вика Нема да биде крај на светот. И направи некоја драматизација која прилагоди, да речем, за тука, за наша публика. Актерите сме ние, Матија Јанковска, Ангел Димитрова, Никола Наковски, Ненад Митевски, Марија Ѓоргиевска, Ана Левајковиќ и Драган Довлев. Сценографија Кирил Василев, костимографија Бранкица Ардановска. И толку бе, мислам. Точно. Мислам дека тие се така во глобала, да речем. Инспициент и испуштен. Осен инспициент Ѓуро, поздрав на Ѓуро. Него ништо немаше да направиме. Да. И значи тие работевме сме дел од оваа представа, тимот зад представата. Добро. Темата на представата развод, односно кога родителите не се разбираат меѓу себе, па дали оваа представа за децата да ги разберат родителите, кога веќе тие не се разбираат и нивните маки? Па, мислам дека представата е и за родителите и за децата, да се видат и двете страни на еден таков комплексен момент како развод. И токму затоа е потребно да се гледа и од како што е наведено 12+, што јас би рекла можеби и 10 години би можеле да гледаат. Нагоре па се до возрастна публика која стварно мислам дека мора да ја погледне оваа представа, затоа што многу ретко се обработува ваква тема и ова е прв пат во нашиот театар да се обработува оваа тема која е многу секојдневие денес. Друго нешто? Да, еве јас ќе додадам. Значи идејата е да се свати дека поентата е да не се живее во токсична средина. Значи разведени или неразведени сепак ќе се остане семејство. Важно е да се биде во здрава средина, да се живее и да се расте во здрава средина, а не во токсична каде што има проблеми и тоа може да се одрази и на родителите и на децата. Тоа е поентата на представата. Без разлика, значи дали е за возрастна публика или за детска публика, може да не збориме за развод, можеме да збориме за една обична релација, за една врска. Значи поентата е да се живее во здрав однос, а не подобро е да се раскине, да се разведе и да се развиеш во човек кој што ќе има добри вредности во животот, отколку да се наполниш со трауми. Значи тоа е поентата. Никој да не биде уништен од една нездрава средина. Не е крај на светот доколку луѓето престанат да се сакаат. Ништо не се дели, значи тоа е и метафората на насловот. Ништо не се дели, не се дели мачорот, не се делат децата. Идејата е значи да се остане да се живее во една здрава средина. Кога почнавме да работиме представата, и обработуваме и материјата и дискутираме за односите помеѓу родителите, односите меѓу децата, односите помеѓу родителите и децата. И имаше еден колега баш тоа спомна, нели сметате дека малку млако пристапуваме кон проблематиката. И околу тоа исто така многу дискутиравме, затоа што општо, нели, за да има проблем во представата, тој проблем најчесто треба да е малку по, како да речам,
понагласен од аспект на сега ќе треснам татко пијаница, мајка не знам ти каква и такви некои таткото ја тепа мајката или обратно и такви некои работи и дека тоа доведува до развод. Ние решивме, мислам режисерот реши, така е мислам и по текстот напишано, дека тоа се едни двајца многу нормални луѓе кои што едноставно веќе со текот на годините престануваат да се сакаат и да се разбираат. И апропо тоа е можеби навидум вака, како да речем, наивно, мада воопшто не е наивно. Една од поентите на представата е дека на секој може да му се случи, дека никој не е поштеден, на жалост, за жал во секојдневието во кое што живееме. Да. И дека не е ништо страшно. Да, и дека не е ништо страшно. Мислам, апропо, представата зборува за тоа и се труди да го, мислам, да го нормализира разводот како појава во денешново општество, дека тоа не е некаков си баук, мислам, не можем, тоа е еден травматичен процес и за двете страни, и за родителите, и за децата. Тоа прв пат се случува, мислам. Повеќе би рекла дека е немил настан, немил процес, а не треба, тоа е идејата на представата, дека не треба да биде травматичен, ниту за едната, ниту за другата страна, ниту за децата, ниту за родителите кои што исто така значи поминуваат прв пат низ тој процес. И не сме, треба да се ангажираме да не биде тоа травматичен, туку напротив да биде нешто што ќе лесно се помине со разбирање, со разговор, со комуникација. Представата има за цел да не осудува никој да вперува прст, туку да прави што? Да подаде рака. Да не да перува прст. Добар тим. Па добро, супер ми го одговоривте и на редното прашање што беше дали ова за да се нормализира разводот или да како табу тема или пак да предупредува родителите на цената од разводот. Али да, во право си кога гледав премиерата, видов дека е баш онака представена на нормална фамилија, затоа што ние некој пат се ставаме да има такво некој сценарио. Што ме развод, сигурно некој некого тепал, има не знам какви проблеми. Прст кој што се Не знам. посочува, тоа е тоа што збориме, дека не е идејата да се посочи прст кој е виновен, дали е мајката или е таткото или не знам. Туку идејата е да се подаде рака и да едноставно луѓето сватат дека тоа е еден процес низ кој што нажалост поминуваат голем дел од луѓето и не е ништо страшно. И не сме да биде табу. Да. Да. Дури јас, мој размисли, не мислам дури дека е нажало затоа што се слави секоја свадба и ако речеме дека у една заедница како што е бракот, ако има некој проблем, тоа значи дека е проблем, ако го се решава преку развод и разделување, би требало можда и да се прослави за тоа што го решивме проблемот. Зошто е толку травматично, леле се разделивме, па тоа значи го решаваме проблемот, не го чуваме внатре да остане нешто како токсично. Па и представата така и да речам почнува и завршува со тоа што веќе тие по 15 години пак се собираат, се гледаат, нормално функционираат, дека ништо тоа не е било страшно, не влијаело толку страшно да тие да не можат да направат муабет после долго време, што е супер пример. Не е секогаш таков пример, меѓутоа е супер представа. Тоа сакам да речам, мислам да не се лажеме и ние не толку наивно да пристапуваме на самата проблематика. Има примери каде што се доста мислам секој развод е травматичен, ама сакам да кажам дека има примери кои одат во крајности. Ние во никој случај не сме да се разбере и нас не е тоа целта дека ние го промовираме разводот како супер е дечки разведете се, напротив, ние пробуваме да ја разложиме таа проблематика од двете страни. Само ја разложуваме и не вперуваме прст во никого, буквално. Тоа е целта на представата и тоа сакаме и да го постигнеме со представата. Дури, ако можем да го кажам ова, откако ја направивме представата и откако се случи премиерата и првата реприза и луѓето ни приоѓаат со коментари, со едно друго, но не се мене лично, а мислам дека и на екипата не ни се толку важно ни е да ни каже некој дали е добра представата, не е добра, ни се допадна, не ни се допадна. Повеќето од коментарите се колку нив на едно подлабоко ниво ги има погодена оваа представа. И возрастните,
и децата, да речам, малце повозрастните деца, најчесто возрастните, да дојдат со со солзи во очи и да ти кажат дека сте им помогнале да решат некои работи сами со себе. Не бевме, моабетот ми е дека мислам дека не бевме до крај свесни за која всушност голема моќ ја има оваа представа и колкави промени може да направи и колку длабоко може да влијае на луѓето, што е всушност и целта на театарот и на самите представи во глобала. Тоа што во последно време тоа помалце се случува и помалку представата, било која представа префрла надвор во публиката и односно допира, тоа е друго, али ова е една представа која што и кај нас и за нашиот театар е едно освежување, да речам. Затоа што, например, ние кај нас во театар реализам како правец немаме работено. Многу време немаме работено. И ова се случува сега, после не знам колку години, и за нас беше многу благодарно да се навратиме малку на тие актерски почетоци и се, и да направиме толку добра представа. Па да. Да. Одлична представа. Да, и тоа мислев баш да ве прашам како вие се осеќавте кога прв пат ви дојде идејата дека ќе работите на ова представа, на ваква тема, како што викаш не сме работеле одамна и ваков правец и мене лично правецот не знам што прво ме купи. Дали правецот на кој што како ќе се работи представата, тоест реализам, или самата тематика која обработува представата. Али мислам дека првото нешто што ме купи и што бев пресреќен што сум дел од таа екипа е затоа што сметам дека ние како театар за деца и младинци носиме една голема одговорност и како таква треба да ја обработуваме оваа тематика. Ние обработуваме и други тематики во кај нас во театар со други представи, ама за оваа проблематика многу ретко, па дури можда и никогаш никој не направил представа или се позанимавал со таа проблематика да ја истражи, да ја пристапи некако, да види како ќе ја пристапи и така натаму и така натаму. Така за мене тоа беше многу благодарно и многу сум среќен поради тоа. Бро? Повели. Не ми текнува моментално, малку се изгубив, така да го имаш да кажеш. Па не, јас не знам што да се надоврзам, освен дека самата тема сметам дека е многу важна и е многу потребно да се зборува за... Се извинувам. Не се гледа во кадар, ама имаме уште еден гост. Да, ми отиде мислата. Сакам... Што беше прашањето? Ама убаво, кажи ми... Прашањето беше како се чувствувавте кога слушнавте дека ќе работите на оваа тема. Тоа беше муабето. Да, па тоа сакав да го кажам дека е многу важна тема и мислам дека е потребно да се зборува на оваа тема и многу ми е драго што се поставува особено кај нас во театар за деца и младинци, но покрај тоа што е важно за децата, еве да кажам, за младинците да ја погледнат, мислам дека пак да не се повторувам дека е важно сите да ја погледнат оваа представа, затоа што сепак е тема која што е длабока и емотивна и допира и решава некои прашања на крајот денот и поставува некакви прашања и важно е сите да ја погледнат и затоа некако тоа ми беше многу важно да ја работим оваа представа. Но друго нешто сакав да кажам, ама ми отиде мислата дека го слушав Никола ми текна. Ама не знам што сакав, ајде ми текна. Јас исто сакав да кажам дека без разлика што се работи за развод, дека многу луѓе и што не поминале, што ја гледале представата, кажуваат дека ги допрело и дека се пронашле некаде нешто, затоа што исто опфаќа проблеми на секој човек и надвор од развод. Значи лични проблеми на децата, на родителите, колку некогаш се забораваме себе си мислејќи на семејството или ова сега треба да се работи, не треба да се работи. Значи секој може да се пронајде. Како што и ние се пронајдовме, освен тоа што играме без разлика, ги гледаш сите проблеми кои ги има секој човек. И така да затоа мислам дека е добра и затоа и толку многу допира до секоја публика. Од друга страна, еве сега. Тоа у бонус. Исто. Ќе наставиме бонус и текна сега. Да.
Исто, еве ван тематиката и се тоа, од актерски аспект беше предизвик оваа представа да се работи, затоа што, еве конкретно ние тројца ги играме децата. Па отиде Оскар од сега. Тоа е таа телепатија. Актерски е голем предизвик оваа представа затоа што именно ние тројца ги играме и децата во представата. Јас го играм тинејџерот, кое што за мене исто така беше предизвик да се вратам на тие години, да видам кој е тој тинејџер, да видам која е таа група на тинејџери што го обработува, што ја обработува мојот тинејџер. И тоа беше еден, да речам, напорен процес, пошто ние сме возрастни луѓе, се познават така, доволно возрастни. Да. И со тоа самиот предизвик беше голем. При тоа на тоа кога ќе го додадеме дека представата се работи по реализам, значи тоа нема некои посебни, не знам како да кажам, нема форма посебна која нас ќе ни помогне актерски тоа да го изведеме и да вие ни поверувате дека јас имам 16, Ангела 5, Матеја 10 години. Туку напротив, тоа требаше ние да го направиме сами со помош на режисерот нормално, да влеземе во проблематиката на тие дечиња и да видиме кои се и какви се. Така да, тоа беше огромен предизвик и мислам дека достојно му одговоривме. Особено јас. Да, тешките има потешки. Ти Ептен требаше да се вратиш. Тема. Да. Јас Ептен 5 години, што нормално не се ни сеќаваме што сме правеле на 5 години. Кај ќе се сеќаваме? И исто ми беше мене предизвик и тешко заради тоа што беше поинак, мислам, ликот на Еми во представата, што го играм јас, 5 години е сосема различен од јас како Ангела со сензибилитет. И ми беше многу тешко да го сменам тој момент, заради тоа што јас како пример дете сум била многу поповлечена, Еми е разгалена и си бара цело време и внимание и се. Јас не сум била таква дете, екстровертна, точно. А јас како дете не сум била таква и беше баш предизвик зашто пак на возрасен можеби ќе најдеш моменти, ама како дете какво би било сосема поразлично од тоа што ти мислиш дека си поминал. Стварно беше предизвик и имаше така тешки моменти, кога имаше моменти викам не можам веќе, стварно дај сакам да пораснам. Не сакам веќе да бидам дете. Ама убав процес. Убав, да. Пак заборави се. Не заборавив. Наредната Еве тура. сега ќе се извадам. Јас и мојот лик Искра имавме љубов на прва реплика. Така да не беше лесно, не викам дека беше лесно, ама мислам дека ми беше огромно задоволство да го градам овој лик и сум многу задоволна како сето тоа излезе на крај. Браво, Искра. Си извади. Ако не прво место, второ место, тука си. Сигурно. Добро. Во публика видов постари луѓе, еве да речеме возрастни, во театар за деца и младенци. Доаѓаат често повозрастни луѓе на вашите представи? Или ова беше исклучок? Па поретко доаѓаат возрастни, а особено на детски представи. Ова е младенска представа, доаѓаат, ама многу поретко. Пораснале? Да. Ова тинеџерот го фатило пубертет? Не. Апропо дали доаѓаат возрастни луѓе кај нас во театар, да доаѓаат. Ама доаѓаат да ги донесат децата и најчесто да си ги седат во земат. фоаје и да си ги земат. Мислам, со исклучок има луѓе кои што си имаат таа навика да си доаѓаат кај нас и да си гледаат представи, ама сега баш на последнава изведба еден мој другар ми имаше прашано, вика, сакам да дојдам, вика, не знам дали е глупаво прашање, морам да те прашам, со девојка ми вика, сакаме да дојдеме многу да ја гледаме представата, ама немаме дете. Ни треба ли дете за да дојдеме? И јас сум како... Напредни услуга, кажи да.
Не ви требаат деца за да дојдете во театар за деца и младинци, напротив, многу ќе ни биде драго да дојдете и без деца и со деца. Сега ми кажуваш, што не кажа порано. Да, тоа е еден апел кој што стварно сакам да го, ете така, да го пуштиме во етер, дека нема потреба да имате дете за да дојдете во театар за деца. Напротив, многу убаво ќе си поминете од луѓе што имам слушано, не знам. А исто не мора да се разведени или... Не, никако. Значи, ние имаме од колку е представата, немаме до. Аха, Значи, не викаме дека представата е 6 плюс до 14 до 14. Значи имаме 6 плюс, 12 плюс, до сите вие можете да дојдете и да ја гледате представата. Доколку сакате да гледате нешто различно, доколку следите театар, доколку ви интересира тоа, доколку сакате да си ја пуштите фантазијата, доколку сте креативни, доколку сте љубопитни, значи секој е добре дојден. Тоа што сме ние театар за деца и младинци не значи дека правиме представи само за деца. И тие ограничувања се за да не дојдат помали деца на представи кои што се наменати сепак за некоја поголема возрастна група. Ама немаме до колку. Така да можете Може да секој дојдете да сите. Дојдете. Нема да ве вратат на врат. Нема да ви побрат доказ за развод, брачна заедница, деца, сето тоа. Добро, во ред. За вакви улоги, еве ова е барем општество, ако речеме дека е травматично искуство, како што кажавме, развод и сето тоа не е нормализирано, а вие, ако не грешам, го представите малку така и на комичен начин, па колку беше тешко да се представи оваа тема на комичен начин, да биде лесно, на некој начин лесно за гледање, затоа што представата, како што гледав, имаше и такви моменти, во еден момент е баш она фино, лесно, па е, не знам, комично, па потоа е малце подлабоко и сето тоа. Па, како и во реалноста, мислам, во нормалниот живот, како и во животот, секои тажни моменти имат многу комични моменти. И ако ги нема тие комични моменти, многу ќе се, мислам дека ќе се навлезе во патетика, која не сакавме и нема потреба да се навлегува во таа патетика. Да, може да има контраефект и токму затоа и ние гледавме суптилно да се провлечат тие комични моменти кои секогаш ги има. Мислам, колку и ти некогаш да си тажен или нешто ќе се погоди некој глупост, некој ќе тресне или ќе се случи нешто, баш во тие тажни моменти, тоа некако те враќа во живот. Не знам, не ти дава да западнеш во таа патетика и да кажеш дека готово. Нема да биде крајот на светот. Така буквално. Дури еве што викаш колку беше тешко или не беше тешко. Мене многу ми се допадна што ние тие комични моменти во представата не ги пеналевме, не ги местевме, не очекувавме да бидат смешни. Дури памтам на читачки проби како го читаме текстот, имаше моменти кои за нас беа смешни, откако излезе представата, видовме дека сосема други моменти на публиката им се смешни, им се комични, им се интересни, но јас сакам да се надоврзам, пошто добив, например, дали беше после премиерата или репризата, не ми текнува, од неколку луѓе добив коментар дека дури и тие комични елементи не им биле комични. Од аспект на во позитивна смисла, дека дури и тие комичните моменти допреле до нив на еден, не знам како да кажам, поинаков начин, не да им ја како се тоа, да им ја разводени ситуацијава, туку напротив, им ја поддржува уште толку, да, и дава живот на самата проблематика, така што мислам дека е индивидуално колку на кого нештото ќе му е смешно, тажно и така натаму и така натаму. Да, одлично искуство. Па добро, изглумивте вакви улоги, глумите други улоги, сакав надвор од оваа представа, или вклучено и со оваа представа како актери. Како ви е, кога ќе завршите со една представа, како излегувате од таа улога? Ви требало време да станете дете, тинеџер и така натаму? Како ве гонат улогите по тоа, сценариото? Како изгледа тој процес? Па, од мене лично, можам да зборам,
не ме гонат како гонат, баш Да, така. не, Гонат да. ми е многу силен збор за тоа и мислам дека тоа кога некој сега Само среќа брзо забораваш, така не ми си е поминува тоа. не ми е тоа како некој мит дека ние сега тука влегуваме во улога па излегуваме и се тоа. Да, остава една нишка во тебе тоа и може да ти се провлекува во следни изведби на некои различни представи, ама тоа се само, дури ние меѓу себе знаеме да си ги препознаеме. Аха, ова ти е од Мачорот, аха, ова ти текнува прозвучи како од ваквото. Али тоа е природно се случува и мислам дека природно се чистиме, да речам во наводници, од претходната улога. Дали е тоа со самото играње на представата или не играње, за на жал за некои представи се случува животниот век да и се прекрати и ти да просто што викаш да живее тој лик во тебе, но не ја играш представата и тогаш дури можеби тогаш можеби е потешко да се исчистиш, ајде да речам, од ликот што си го играл. Кога веќе ќе престане животот на таа некоја си конкретна представа. За мене лично. Да, и јас мислам дека некако повеќе не гонат ликовите додека сме во процес на изработка на представата. Затоа што тогаш живееме со ликот, тогаш размислуваме како ликот, тогаш обсервираме, тогаш правиме се што може да ни помогне да го изградиме тој лик. И тоа е малце така чуден процес кај што буквално живееш со ликот и не можеш да имаме една прозвучуваат репликите, почнуваме да ги користиме репликите од представата во секојдневниот живот, несвесно. Да звучиме како ликот, да одиме како ликот, но додека тоа се случува додека го градиме ликот, додека се поставува представата, но веќе таму после премиерата мислам дека горе-доле сите се ослободуваме затоа што сме го се вика тоа, сме го сме го затвориле процесот и автоматски сме спремни веќе за нареден предизвик, за наредна представа, за нареден лик. А во Тоа е тие сешто. моменти сме и многу досадни на луѓето. Да, зашто само за тоа зборуваш цело време. Да. Да. Окупиран си со тоа, не можеш да... Мислам, и тоа е природно доаѓа да просто си окупиран со материјата со која што ја работиш, имаш потреба да си обкружен со луѓето со кои што заедно ја работите таа материја, или ако имаш потреба да истражуваш, да не знам, да се дружиш со луѓе кои се, јас на пример во конкретниот случај на како ќе го делиме Мачорот имав потреба да го видам тој огнен надвор на улица, да видам кој е тоа дете на голем одмор, тоа ли е, не ли е, како оди, што носи, како се понаша, пошто е еден бунтовник, тоа е, што вика Ангела, исто и огнен ликот што го играме тотално различен од мене. Јас, например, не сум имал толку бурен пубертет, не сум бил таков бунтовник некој што се, не знам, бреца по дома со нивните и со... Јеби га. Кај ги најдов најинтровертните актери? Кажи ти дека се тепаше во школа. Па види, Јас кажав дека јас сум искрено на прва реплика, така да не се согласувам. не, па баш ради тоа и предизвикот е поголем кога еден таков, да речеме, интровертен тип ќе успее да изигра толку екстровертен лик, толку уверливо, например, што не зборев за Еми. Да, не знам. За мене збореше, не за те. Па не е интровертен, Огнен. Па треба да дојдеш да гледаш представата. Чекај, како? На 6 ја играме, дојди да ја гледаш. Ќе дојдам. Има супер коментари. Да. Мислам, не знаев дека кога викам детски театар дека ќе биде вака забавно. Баш она детски, нема ништо тука сериозно. Ама добро, затоа се вика на... Сега. Мислам, за мене зборев. Не Готово. за Ангела. Готово. Добро, јас.
Добро. Ајде, Ангела, те вратиме на ликот, кажи ни една загадка. Сега готово. Ќе кажам таа што ја кажувам, што ми е најокей. Иначе јас имав малце одбивност од загадките, мислам дека не се Зошто? смешни. Не знам, никад не сум била нешто за dead jokes. И така да, ќе кажам, многу ми е срам, ама добро, нема везе. Добро. Што му рекол едниот зид на другиот? Што? Се чекаме кај ќошот. Не, искрено на представата се надевав дека надвор во животот си Обично си да се смејат публика, ама добро. Едно такво ко на френски, на ситком. Да. Да, ќе додадам Додади, публиката, да. пошто ова публика не е многу сериозна, Да, многу е сериозна Да. оваа публика. се работи за драма. Да. Не, навистина, твојот лик беше таков што јас стварно се надев дека во животот си таква. Ги прекинуваш луѓето, ни кажуваш цело време загадки и така детинесто се однесуваш. Си викам као, дај Боже да има вакви ликови на улица, малку да го разубава целото. Има. Има таква. Само не кажувам загадки, друго нешто. Другото да. Не Да. имува и Да. така се прави. Па сите така се правиме. Не сум само... Добре. Ако, убаво. Забавно. Забавно ви е, па што ако не ме прекинувам? Да. Што работите следно? Има некој проект пред завршеток на оваа година или толку за оваа година? Па сакаме малце да одмориме искрено, затоа што 3 проекти поред не сме одморени. Да, ни се случи Роња, Кирката на ограбувачот, представа која што доживеа сериозен успех за година дена 10 награди вкупно. 10 награди вкупно. Ни се случи Франкенштајн, одлична младенска представа, новитет во театар за деца и младенци. Ни се случи како ќе го делиме мачорот и некако ние тројца тука сакаме малце Добро. за да не ни се случи тоа гонење на реплики. Гонење на ликови за да можеме веќе во следната година да влеземе свежи, со нови сили, со полни батерии, за нешто и креативност за нешто ново. Па добро, значи. Инаку, кај нас во театар веќе се подготвува нова представа, една новогодишна представа која што треба да излезе на крај на месецот по повод нели нова година. Добро. Но тоа не ве вклучува вас како актери? Не. Тројца не. Добро. Ова е крај за вас за оваа година, од наредното ќе видим во нешто. Но оваа представа кога може публиката да дојде да ја види? Пак. На 6 декември во среда во 20 часот. Да. Така. Ќе може да дојдат да ги видат сите овие сериозни и несериозни перипетија од вашата представа. Да, и нека дој... Ова не е покана, ова е закана. Ова не е покана, ова е закана. Не, ама стварно мислам дека треба да дојдат и колеги, и сите кои што се љубители и влюбеници на театарот да погледнат оваа представа. И на крајот од денот потребна ни е и поддршка. Ние сме театар за деца и младенци, ова е младинска представа, сцена која што се обидуваме веќе некое време да ја заживееме. Значи потребна ни е публика за младинските представи и еве апелирам и ве поканувам сите кои што сте заинтересирани да дојдете да не поддржите и да ја погледнете оваа представа. Јас верувам, убедена сум дека ќе ви биде супер. Да, тоа е многу важно затоа што покрај детската сцена мислам дека публиката не е навикната за жал, ама ќе почнеме да ве навикнуваме со тоа дека стварно пробуваме да ја заживееме младинската сцена, тоест вечерната сцена, и кога некој ќе каже, кога ќе помисли на театар за деца, не е само театар за деца. Напротив, ние имаме и детски представи од 0 години, од 3 години, од не знам ти, имаме куклени представи, ама имаме и сериозно добри вечерни представи, на кои што стварно ве покануваме и слободно пак да не се повторам, мада ќе се повторам, не ви треба деца за да дојдете и поддржите. Ова веќе стана мото на представата. Не ви треба деца за деца. Не, уствари као мото на детски младенски театар. Не ви треба деца за... Ете предлог. Што да стават знак во центар.
Па добро, да не испуштив нешто друго да сакате да додадете? Некој проект, продукт, мајчки принтате, произведувате нешто, сјај, нешто. Што било да рекламирам? Ева ајде публиката ако сака нешто да. Да, публиката нека праша. Публиката се исплаши. задоволна. Пробува да купи карта онлайн за да може да преживее. Да. Ништо да додадеме, јас би сакал да ти се заблагодарам за гостувањето во Оро Радио. Сметам дека е супер работа што ја правиш и што се трудиш да ја работиш, затоа што за жал мислам дека не постојат медиуми кои ги покриваат представите, кои ја покриваат културната сцена во Македонија и е за голем поздрав реално. Па фала ви. Сега не знам колку се трудиме, колку можеме, знаеш, најчесто Тоа е битно. имам јас некое мото како што вие викавте за детскава представа или воопшто за сите тие представи. Ова се вика Оро, па затоа секој пат викам Оро не се игра сам, треба заедно да го играме и така ми за мене тоа е мотото и ако не доаѓате вие и ако не правите представи, јас не би можел што да покривам и да сакам. Така да фала ви многу. Ќе се трудиме што можеме повеќе, колку повеќе поддршка имаме тука во Оро, толку повеќе ние ќе даваме за културата. Барем тоа е мое ветување, тоа дека јас го водам целото ова. Фала ви за ова. Се едно. Ова интервју нема да излезе веќе. Не. Само делот со Орото ќе излезе. Ама кажи ми дали те предупредив. Убаво те прашав. Ќе оди ли цело нема да оди? Ќе оди, ова ќе оди. Беше предупреден. Не е едитирано. Мислам, ако не друго, единствено место сме кај што луѓето вајда може да си пијат вака пиечка и да си прават отворено, спонтано муабети, кај што не сме толку испеглани, подготвени и сето тоа. Така да, се надевам дека уживате. Пет френдли. И сега ја не знам како ти... Ајде, мистериозниот гостин. Зиги. Дечки, не отварите радио. Затоа во радио ништо не се гледа. Јас направив грешка да го снимам ова. Но, сега не ми е јасно како тебе ти дадо да глумиш во представа која што збори за мачурот, ти имаш куче. Како ти се ова? Мислам, не знам како ќе го делиме кучето и сето. Цело време е лут. Тоа ништо не кажа на темата. Добро. Ете го представиме и гостинот под маса. Па добро, фала дечки, се гледаме нека убава представа, нека убав настан низ град и фала ви за гостувањето. Фала ти на тебе. Чао.